Едниот Европа? е во Америка беа овие двата. Едниот се случуваше во Бостон, другиот беше во Сиетл. И идеш таму, што се дешава? Има огромен Памфлет, штанд во. за твојот издавач, има огромен штанд и огромен Демо штанд. да играш можеш? И другото имаше демо, да. Повечно со демо приказ и да ти Кога работи. беше ова? Колку ви беше испеглана до тогаш? 2023-2024 тој дел ни беше испеглано под првичниот дел, значи како туторијал зоната Аха. и туторијал зоната практично. Јасно. Беше А, затоа оние првите 5 минути што првите ги 10 на минути, 15 минути, зашто Како ќе изгледа устари? затоа што нели, ако имаш повеќе луѓе што сакаат да пробаат играта и нели, мораш да имаш Јасно. да си вртат луѓе, не можеш да ги остеш да играат до години. И сега мора да кажеме и дека визуелниот ефект, како личи, не е како на пример у последно време оние Пререалистични. фотореалистични. Мене тоа ми се игри, свија, за се. тоа го ме врати Да. назад. Повеќе не би рекол цртан филм, како се вика тој тип Картун. анимација? Триповски карсни. Браво, оригинал. Стриповски, Да. ко 300 Тоа е филмот, тоа готово. кој има Nailed it. ефекти стриповски. Така. Тоа е очигледна дизајн одлука. Тоа е дизајн одлука која што е направена многу рано во развојот, што од стартот рековме сакаме да направиме нешто што се двои, што не изгледа на просечните денешни игри, нешто што ќе биде глупо да кажам, но колку што може повеќе безвременски. Зошто? Затоа што игра ако пробаш денеска од пред 5 години, ја споредиш со денешна игра која што и двете гледа. се пробуваат да бидат ултра реалистични. Така, таа пред 5 години губи се. Очигледно ја губи. Одма ја Очигледно ја гледаш, ја гледаш дека губи. Така. Ама ако пробаш стилизирана игра од пред 5 Мгм. години и стилизирана игра Така е. денес, не е толку голема разликата. По безвременски е стилизирано него не стилизирано. И морам да кажам дека многу долго време посветивме и на тоа да го добиеме тој дизајн во енџинот, да пробам, значи пробавме милиарда опции за дека дојдеме до моменталниот изглед и моменталниот фил. Експериментиравме со многу работи, некои беа лоши на перформанси, некои беа подобри на перформанси, некои не ни се свигаше како изгледаат. Ама на крај успеавме да го добиеме тоа што сакаме. Како решавате за каков минимум requirement списи да ја правите? Оти вие ја почињате 2021 таму, 19. кај што имаш тотално други перформанси на компјутери и за Да, 5 години е стварно. друго. Додека програмирате вие компјутериве перформансот расте, како оди тој аспект? Генерално ние, и гледам дека голем дел од девелоперите справат нешто многу слично, едноставно само ја прават играта додека им работи убаво на нивните писиња, додека работат на неиз. Ама на своите development на машини. своите девелопмент машини кои што се оптимално просечни или надпросечни геймерски машини. Затоа што енџинот сам по себе додека работиш на играта си јаде плюс перформанси, ама ако таму ти работи доволно добро, ќе работи доволно Без добро. тој оверхед би Без била тоа overhead окей. би било до сега. Повторно има момент кај што треба да седнеш и да оптимизираш и да речеш окей, ова зима премногу, ова зима премногу, ова зима премногу, како да ги направиме овие работи да бидат побрзо да работат, за играта да работи помазно. И тоа е процедура. Ја тоа највише би уживал. Ја тоа ми е да те по дај професија тоа работа. така, да те ставиме да Каде решаваш нешто. кој дел гори од перформансот? Каде е ботлнекот на I/O ли губиме, Да, мемори, да, GPU-то јаде, не јаде, зашто, врати се. Ама тоа е опасно, ти кола пресечеш. Ти можеш да оптимизираш Оптимизирај. до бесконечност. Оптимизирај. После може апдейт тоа. Може апдейт да. Ај па ти Ќе пуштиш играта со некој перформанс кој што е доволно добар и понатаму ќе апдейтираш. И како видеше продажба Мислам, кога ја објавите? Што ја објавија сега пред колку беше? 7 ноември објавија на играта. Па Тоа што добро, 3 недели. недели. Месеци нешто. Добро, првиот Риск. обична игра која се издава, првите неколку денови највеќе се продаде, понатаму почнува малце да опаѓа. Делумно сигурно и аспектот на тоа дека не е искуство кое што ги води играчите како други игри, исто има импакт од тоа како се продава и у ревјуси сите тие работи. Ама Дали сте вие задоволни? м, И очекувањата кои би? не знаеш како не влеговме со премногу Не, специфични очекувања. Некакви сте имале. Очекувам добро, лошо, горе. Немавме конкретни очекувања. Не знам како да кажам. Очекувањата беа не знаеме што да очекуваме. Да. Ете така.
Ете така. Какви се обврските со издавачот сега што го превземал ова? Дека вие наводници останувате без работа у моментот кога игрицата е издадена. Да, Нивните обврски Да, завршиле, имаш вашите некаде- обврски завршиле, како понатака? до некаде е на тој начин. Ама да, од нив финансиите се тие што се, колку сме се договориле, толку биле. Сега останува играта да продаде доволно за да можеме да продолжиме да работиме на нови игри или да наоѓаме друга чар. Нова игра, нов проект. Да, може би тоа. Други игри Или или да други игри. продолжите на оваа со апдејти? И едното и другото се опции. Се е тоа Се е опција. Е опција на крај и опција. си го преговарате со издавач. И до кога ќе знаете или нема? Не знам. Пример до не знам, до март. Не можеме да го знаеме тоа. Некои квартали, мартали. Не можеме. Мислам, Ние сме мала фирма. Јасно, ама вие партнерите дали го бараат од вас? Не барат. Издавачите. Не. Они немаат конкретно очекување, немале конкретно волку треба да У ова такви треба ко да вас биде, уложиле тоа- пример што 5 паралелно да. Да, да. Мора 500 да уложи. И една ќе експлодира. толку, ама да. Не е Да, за да. толку голем нашиот издавач. Аха. Мислам, инвестира. Така се стане голем се не, некој ќе пукне се, Да, некој вистина. кај знае. Што тоа е нивната стратегија за ширење на зборот за игрица? До сега, мислам дека највеќе оно што го направија беше на IGN го имаше трейлерот на играта. Окей. И релиз дејтот трейлерот и на крај релиз трейлерот. Тие две работи беа на IGN.